Благодарам, господине Мисовски. Во аеродром во претходниот период не се правеле глупости. Во аеродром се направи за прв пат 2010 година 40 километарска канализациона мрежа. Тоа е во Горно Лисиче делот и Долно Лисиче, кој што е само на 5 километри од центарот или помалку од 5 километри од центарот на градот Скопје. Има 10 современи паркови во кои што доаѓаат и ги шетаат своите дечиња граѓаните не само на аеродром, на цел град Скопје. Во аеродром се направи спортски комплекс Јане Сандански, кој што доаѓаат, каде што доаѓаат и ги гледаат спортските надпревари на ракометниот клуб Вардар граѓаните од цела Македонија. А вие што направивте? Проектираниот тениски терен или комплекс од 10 тениски терени веднаш го стопиравте, веднаш го стопиравте. Проектот за изградба на стадион во тој дел исто го стопиравте и да не зборувам за редица други проекти кои што со намера, со умисла ги стопиравте, а не заради потребите на граѓаните. Кога зборувате за припремни периоди, планови, идеи, почитувам премиер, тоа требаше да го кажувате 2017 година. Па ајде да ви прости човек и 2018 година, но денеска на крајот од мандатот, на 5 месеци пред парламентарни избори, ние уште кажуваме дека планираме, дека имаме стратегија, дека ќе имплементираме во наредниот период и така натаму и така натаму. Дека тоа може да се направи многу брзо и многу едноставно, ама да се има честни намери, па на самиот пример од аеродром и носењето на дуповите во аеродром, кој што вие ги споменовте, е доказ за тоа. Како може експресно да се донесе дуп денес во аеродром, каде што треба да има згради за колективно домување, тоа е делот кај бивша леснина на 3-та македонска бригада, а 3 години ни треба да носиме план, детален урбанистички план, да се уцрта градинка и во Мичурин, и во Горно Лисиче. Самите вие докажавте со вашиот исказ и со вашиот говоров дека имаме двојни стандарди. Битна е целта. Целта е да се поттикне од бизнисот врз база на здравјето на граѓаните, а не е целта да се згрижат дечиња на кои што им треба грижа во периодот во кој што растат и кои што родителите нема апсолутно каде да ги згрижат. Ве молам, овие говори и овие одговори на прашања требаше да ги поставувате во ваков стил на втората половина од 2016 година. Денеска граѓаните прават биланси, денеска граѓаните ценат што направивте и дали тоа споредбено е во ред во однос на претходна влада или предпретходни влади. Така да, јас не сум задоволен од одговорот на прашањето, бидејќи апсолутно граѓаните не се уверени дека и во наредниот период граѓаните на аеродром во делот на Мичурин и Горно Лисиче ќе имаат нови градинки, дека пак ќе се носат дупови за стамбени згради, да не зборувам за ветувањето дека зградата пред мајчин дом нема да се гради. Вие ветувавте, тоест вашиот кандидат за градоначалник вети нема да се гради, еве се изгради. Веројатно сте ги знаеле и законите, и уставот, и така натаму, и така натаму. Не викам дека претходната власт немала удел во тоа, но вие, односно вашата политичка гарнитура, вети дека тоа нема да се направи. Ви благодарам. Ви благодарам. Следен